Јас сум Ангела Нацева. Имам 9 години и сум 4-то деленје. Денес ќе ви раскажам книгата Тајната градина од Франсис Хоџсон Барнет. Во оваа книга се зборува за тоа како Мери и Колин заедно ја откриваат тајната градина. Главни ликови во оваа книга се Мери, Колин, Дикан, слугинката, мајката на слугинката и вујкото на Мери, односно таткото на Колин. Сцените во оваа книга се случуваат во Англија и во Индија. Мери била едно неуредно и смуртено девојче, кое што еден ден една болест го зафатила целото село. Нејзините родители, слуги и сите биле мртви. Девојчето останало само во целото село. По некое време дошле едни луѓе и го виделе девојчето. Тогаш девојчето отишло кај еден стар градинар. Таму неговите деца цело време се шегувале со неа, бидејќи била слаба, со жолта кожа, со малку и мрсна коса и на изглед не била многу убава. Па затоа тие се подбивале и подсмевале со неа. Мене најголем впечаток во оваа книга ми остави делот кога Мери заедно со една птичка која што била црвена ја открива тајната градина. Поточно птичката ја открива тајната градина. Потоа градинарот, но не тој што ја примал Мери, туку тој што служел на вујкото. Тој и кажал на Мери дека вујкој има тајна градина. Неговата жена во таа градина умрела. Но тој многу ја сакал жена си и затоа ја затворил градината. Жена му била со убави сини очи, руса коса и стегач од нежно син кадив. Па затоа, бидејќи била толку многу убава, тој ја затворил градината. И ја сакал, а влезот не можел да се најде. Но Мери успеа да го најде, а клучот никој не знал каде е. Се обидувале да го најдат, но и тука ќе преспам со раскажување. Дали ќе го најдат клучот? Доколку сакате да знаете, прочитајте ја. Тајната градина од Франсис Хоџсон Барнет.